Ученици, добре дојдовте во видеото на e-училница. Предметот е математика за учениците од 4-то одделение. Наставната единица е броење нанапред и наназад. Што ќе научиме на овој час? Ќе броиме по 10, 100 и 1000 нанапред и наназад. Ќе определуваме поголеми и помали броеви од даден број за 10, 100 и 1000. Со броевите се среќаваме уште од нашата најрана возраст, кога почнуваме да ги броиме предметите околу нас. Броевите се дел од нашето секојдневие, затоа и учиме да броиме. Денес ќе броиме по 1, 10, 100 и 1000, нанапред и наназад. Кога броиме нанапред, ние всушност додаваме и користиме операција собирање. Кога броиме наназад, ние го намалуваме дадениот број, односно користиме операција одземање. Ќе разгледаме неколку примери. Имаме бројот 46. Кога 46 ќе го зголемиме за 10, односно поголем број за 10 од бројот 46 е бројот 56. Кога истиот тој број 46 го намалуваме за 10, го добиваме бројот 36. Следниот број е 367. Кога овој број го зголемуваме за 100, значи додаваме 100 и го добиваме бројот 467, а кога истиот тој број ќе го намалиме за 100, односно броиме наназад за 100, ќе го добиеме бројот 267. Овој пат имаме 4-цифрен број, 5136, кога овој број ќе го зголемиме за 1000, односно поголем број за 1000 е бројот 6136. Кога од овој истиот 4-цифрен број ќе намалуваме за 1000, односно помал за 1000, го добиваме бројот 4136. За да броиме нанапред и наназад, ќе го користиме бројчаникот. Ќе започнеме од бројот 231, ќе го имаме како пример број, со кој што ќе ги следиме примерите со број. Ако овој број го зголемуваме за 1, ќе добиеме број 232, уште еден, 233, 234, 235, 236 и така натака. Кога овој ист број ќе го зголемуваме за 10, ќе ги добиваме следните низи од броеви. Значи 236, 246, 256, 250, 266, 276 и така натака. Ако овој број го зголемуваме за 100, тогаш мисата би изгледала вака. 376, 476, 576. Дали забележавте одредени промени во цифрите? Сигурно дека тие се менуваа, се зголемуваа. Што зголемувавме? Кога ги зголемувавме за 1, се менуваше цифрата во единиците. Кога зголемувавме за 10, се зголемуваше цифрата во десетките. А кога зголемувавме за 100, се зголемуваше цифрата во стотките. Да видиме што ќе се случи ако зголемуваме за 1000. Предпоставувате дека ќе се зголемува цифрата во единиците илјади. Како ќе оди тоа? Еве, ако го имаме бројот 1576, ако зголемиме за 1000, ќе го добиеме бројот 2576, 3576, 4576 и така натака. За да продолжиме понатака со нашето објаснување, јас ќе извршам одредени промени во бројчаникот, односно ќе запишам други броеви. Ка биде бројот 8958. Што ќе се случува сега со овој број? Овој број ќе го намалувам за 1000. Ако го намалам за 1000, добијам број 7958, уште 1000, 6958, 5958 и така натака.
Забележувајте, промените се случуваа во разредот на единици и илјади. Ќе земам малку помалку број, за да ни биде полесно читањето на самите броеви. Па еве добив еден трицифрен број, тоа е бројот 958, ќе го намалувам за 100. Почнуваме. 858, 758, 658, 558 и така натаму. Забележавте дека повторно промените се случуваа во разредот на стотки, бидејќи намалувавме за 100. Сега ќе намалувам за 10 и можете да заклучите дека промените ќе се случуваат во разредот на десетки. Бројот што го имаме 558, за 10 помалку ќе биде 548, за 10 помалку 538, 528 и така натаму. Ако ги намалуваме единиците, тогаш низата би изгледала така. 528 за едно помалку, 527, 526 и така натака. Се надевам дека ова ви беше јасно. Сега би сакала да ви објаснам што се случува со броењето, односно кога одиме нанапред и наназад во одреден разред на броевите и промените што се случуваат со цифрите. Еве ако почнеме да броиме од 0 и почнуваме да броиме по 1, се зголемува цифрата во единиците и добиваме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, извинувам, 8, 9, стигнуваме до цифрата 9. За да ја зголемиме за 1, ќе добиеме 10 единици. Што се случи? Во разредот единици, сега стигнавме до цифрата 9, следното ниво е повторно 0, но за сметка на таа 0 се зголеми бројот на десетките. Ако продолжам понатака да бројам по 1, забележуваме дека цифрите во единиците се зголемуваат се до цифрата 9. Кога ќе дојде цифрата 9, со едно зголемување, доаѓам до цифрата 0, но бројот на десетките се зголеми. Сметам дека ова е јасно, но би сакала да пробаме со поголеми броеви што се случува и во промените што се случуваат овој пат во десетките, бидејќи ќе броиме по 10. Па да речеме, еве ќе го имаме бројот 360 и ќе броиме по 10. Значи ова е 360, 370, 380, 390 и забележувајте сега во цифрата во разредот на десетки стои цифрата 9. Следна е цифра 0, што е следна, но за сметка на тоа ќе се зголеми бројот на стотките, да видиме како ќе се случи тоа. Тоа се добива бројот 400 и продолжуваме 410, 420 и понатака со низата. Што ќе се случи доколку зголемувам за 100, еве го имам бројот 820 и овој пат броиме за 100, имаме 820, 920, забележувате, следната промена ќе биде во разредот на стотки дојде цифрата 0, но за сметка на тоа добивме една единица илјада. Што се однесува до броењето наназад и преминот кој што се случува во десетките, стотките и единиците, ќе се послужам со други примери на броеви. Еве да речеме, ако имам бројот 5220, ќе намалувам за 100. Ако намалувам за 100, да видиме каква промена ќе се случи во разредот на стотките. Имаме 5120, 5020 и забележувате, сега цифрата е 0, за една помалку би била 9, но на сметка на тоа се случи промена и во разредот на единици, илјади повеќе не е 5, туку е 4. И понатака цифрите се намалуваат. Да пробаме со броење наназад. За таа цел ќе го намалам бројот, значи нема да биде 4 цифрен, туку ќе биде 3 цифрен, еве тоа нека биде бројот 720 и ќе броиме наназад по 10. Значи промените ќе се случуваат во разредот на десетки. 720, 710
700. Сега, за да продолжам надолу, тука ќе се случи одредена промена, нулата ќе стане 9, но за сметка на тоа, стотките повеќе не се 7, туку се 6. Доколку не го разбравте ово објаснување, би ви препорачала повторно да се вратите наназад од овој дел од видеото, каде што се објаснуваат напастија за броење со овој бројчање, но доколку па го разбравте ово објаснување, може да продолжите понатака со следење на видеото. Продолжуваме понатака со делот од часот и не преостануваат неколку вежби. Ајде да броиме. Ќе имате дадено напаствие, односно насока, како да се движи низата и ќе го имате првиот бројот кој што ќе почнува низата. Во овој случај треба да броиме нанапред по 10, почнувајќи од бројот 224. Ќе ве замолам да ги давате вашите одговори пред да го видите точниот одговор. Почнуваш и број наглас. 224. Низата продолжува натака, но ние тука ќе застанеме. Следниот пример, односно вежба за броење, е бројот од кој што ќе се започне, тоа е 1376, број по 10 нанапред. Тука ја завршуваме низата. Следното напаствие е да броиме нанапред по 100. Бројот со кој што ќе започнеме е 624. Тука ќе завршиме. Следниот број за продолжување со броењето по 100 е бројот 5576. Број по 100 нанапред. Доволно. Следното напаствие е да броиме нанапред по 1000. Бројот со кој што ќе започнеме е 2435. Продолжуваш. Доволно. Следните задачи ќе бидат вежби за броење наназад. Во првиот пример е по 10, а бројот од кој што ќе започнеме е 642. Имаме овде. Низата продолжува понатака. Следна низа ќе започнеме од бројот 2533. Број по 10 наназад. Имаме овде 3493. Така. Следната напаствие е да броиме наназад по 100. Бројот од кој што ќе започнеме е 1224. Овде ќе биде така 924 и понатака е се полесно. Следниот број е 5746. Број наназад по 100. Следното барање е да броиме наназад овој пат по 1000, а бројот од кој што ќе се започне е 7241.
Доволно. Се надевам дека бевте успешни. Исто така се надевам дека ова видео ви помогна да научите, совладате и како се брои нанапред и наназад и дека нема да имате никакви потешкоти да ги решите зададените задачи што ќе ги зададе вашиот наставник или наставничка за домашна. Ви благодарам.